имаме многу малку мотивирани наставници. Значи, и сега оваа концепција, кога вели, ќе ти дадам автономија, нели, меѓутоа ќе ти барам и некако вид на некој начин одговорност. Затоа што она што тоа го нема во концепцијата, затоа што го има во законот, тоа што сакам сега да го напоменам, а тоа е кариерниот развој. Значи, кај нас со законот многу одамна, не знам точно од кога прв пат е влезено, ама сигурна сум дека има десетина години можеби, кај што е влезено дека наставниците во својот кариера напредуваат стекнувајќи различни звања и степени со оглед на нивните квалитетот што го има што го испорачуваат. Но тоа во практика не функционира. А во практика воопшто не функционира. И сега оваа концепција ќе биде проследена со практична имплементација на тоа. Значи, тоа е другиот аспект. Исто така, она што концепцијата бара, да мора наставникот веќе да не работи индивидуално. Значи, неговата работа не е само негова лична работа. Значи, неговото влегување во училница мора да се усогласи со влегувањето на неговите колеги во училница. Значи, во голема мера се бара сега. Тие стручни активи што многу често постојат на хартија во училиштата, како форуми за размена на искуства и за доградување на знаења, младите да црпат искуства од старите и така натака. Сега ќе бидат неопходни да постојат, затоа што кога имаме интегриран пристап, не може наставниците секој за себе да си планира, мора да планираат заедно. Друга страна, наставниците се растеретени од оние административни задачи кои претходно планирања, кои уствари им се бараат дневни подготовки, не знам више какви се подготовки, кои они само правеа copy-paste. Еден ќе направи, другите ќе искомбинираат, па доаѓавме во фаза кој што еден што ќе направи ќе си ги крие, зашто не ќе да ги даде другите, зашто другите само го копираат. А што се случува во училница може да нема никаква врска со планираното. Значи сега мора заеднички да испланираат и заеднички да сносат одговорноста за тоа што се реализира.